Одлуката Кочани да има регионална депонија е донесена на сила и јас ке се борам таа да се затвори, изјави ВД градоначалникот на Кочани Венко Крстевски. За жал, свесни сте дека ова состојба со нашата депонија да стане регионална ни е наметнат, не по наша волја. За таа цел ќе имам состанок што ќе го инициирам со Министерството за животна средина, се со цел изнаоѓање на квалитетно решение. За мене квалитетно решение ќе значи што е можно и побрзо затварање на истата депонија. Ова според Крстевски резултира со друго. Под делот на јавна чистота сакам да кажам дека ние како општина имаме заоставено многу и си имаме вратено повеќе децении назад. Затоа што ако пред 20 години Кочани беше најчист град, ние сега сме во ситуација да биде еден од незагадените градови. Кочани има огромен број дивоградби и ова треба да престане. Сите кои ќе градат на диво ќе се соочат со ригорозни казни. Аларматно е по односи на дивоградбите. Со самите нив е нарушена и безбедноста во градот. Во оваа прилика најавувам сериозна борба против дивоградбите и отпочнување на кривични пријави на секој оној кој што ќе биде затечен за градење на дивоградба согласно со закон. Градот кој историски настрада во пожар наместо 32, парадоксално е, но има само 16 пожарникари. Катастрофална е ситуацијата и состојбата со човечките ресурси во пожарната, значи потребни од минимум 32 пожарникари, имаме 16. Освен ова, Кочани е во долг од 3 милиони евра. Има јавно предпријатие кое не работи добро. Таму директор не може да се сврти подолго од неколку месеци, а комунални проблеми за решавање има на сите страни.